И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не се тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некои од нив и да умират секој ден. И по 3,5 месеци од кобната ноќ која зеде 62 животи во Кочани, плач, лелек и неизмерна болка. Родителите скршени од болка и оваа сабота маршираа по 12-ти пат за своите чеда. Во таа немост чекор по чекор секоја солза зборуваше повеќе од 1000 зборови. Особено тешко е за мајките, нивната болка е глас што не молчи, крик што одекнува и денес и утре и за секогаш. Немој да мислат дека се така у фотелите ќе седат, на нас никој ништо не може, ќе се закануват. Заканува се на родителите, ако сакаш и другото да го нема, ако сакаш и другото. Кој бе он, нека дојде тука пред нас, нека се покаже, не се покажува на Facebook. И тие другите што коментират кој ви е крив на вас децата малолетни кои сте ги пратили у диското. Па значи тај што коментират, ако е поминал од 10 години директно на 40 години, нека нека се каже кој не е поминал тоа детство. И не само тај и икс други. Бре, маршови на ангели. Е па бре, тај утре може да го плесне истото, па он ќе биде бре со нас тука. И не може да мислите дека никој ништо не ни може на нас. Не, Господот згоре со децата. Има дете што е завршило факултет тамо, заедно со него ќе не бранат и ќе излегне правдата. И не може да мислат дека ова што го читат тука на писмено, дека некој ни го составува. Не, тоа се зафркнали. Ние не сме толку прости и заостанени и глупави. За ситни пари нашите деца ојдеа да беше затворена. Дискотеката таа вечер немаше да работи и немаше ово да се случи. Ово веќе не може да се поднесе, значи. Ќе ги делеме. Ќе бранам ја некој што ми убива детето, ќе го бранам некој. Ало! Родителите на настраданите и понатаму бараат одговорност од институциите. Велат за правдата ќе се борат до крај. До кога ќе чекаме? Одговор од ОЈО-ГОК. Тие имаат толку докази од сведоци, од нас директно како сведоци во таа кобна ноќ и од камерите за видеонадзор. Доказите кои водат до одговорност на Министерството за внатрешни работи институции, кои требаше да се грижат за јавниот ред и мир и безбедноста. Институцијата која е одговорна за смртта за нашите деца. Бараме одговорност од полицијата и обезбедувањето што не постапија навреме, бараме одговорност од пожарникарите што не беа подготвени, бараме одговорност од директорот и лекарите во болницата во Кочани кои со својата негрижа и недостаток од основни средства за работа, боци со кислород, придонесоа за загуба за нашите деца. Нашите ангели заслужуваат правда, сите ние заслужуваме вистина. И нема да престанеме да се бориме се додека одговорните не ја поднесат одговорноста за оваа трагедија. Инаку во саботата маршот за ангелите се одржа по 12-ти пат, а на истиот присуствуваа родителите на настраданите како и сите нивни блиски, роднини, пријатели и сограѓани.